Со нова причина токму во Скопје Ситимол екипата на Джингл телевизија повторно ве поздравува од тука со емисијата Showtime, односно во продолжение ќе имате можност да погледнете ексклузивно интервју со дел од актерите на филмот кој повтор пат во второ продолжение ќе ја освојува балканската публика и регионална, филмот Јужни ветар, забрзување овој пат со Миодраг токму во продолжение ќе имате можност во Showtime да го погледнете токму тука во ресторанот Венето во трговскиот центар Ситимол пред големата премиера која ќе се случи за мене токму овдека во Cineplex киното единствено во Скопје. Останете со нас. И како што најавивме дел од екипата, токму заедно со нас е Миодраг овдека во Скопје, во Cineplex, со големата премиера на Јужни ветар. Најпрвен драго ми е што сме заедно по втор пат, во 2018-та беше токму овдека во Скопје, на првиот дел. Еве, после неколку години, во втор дел, повторно глумиш. Кажи ми, еве, бидејќи те знаат гледачите многу добро, токму со тебе го правевме интервјуто, кој е твоето мислење после првиот дел за овој втор дел, толкав успех уште од самиот почеток? Pa ja, da, trudio sam se da ne razmišljam na taj način da nešto očekujem, da merim da li će biti prvi deo, da li će biti drugi deo bolji ili gledaniji od prvog i tako dalje. To su različiti filmovi u tom svojoj formi. Ovaj drugi deo sigurno da će publika da jednostavno ga drugačije doživi, bit će iznenađena, ja se nadam pozitivno, zato što pre svega ovo više odlazi u neku vrstu akcione avanture, nego što je u prvom delu baš bio onako čist kriminalistički triler, a ovo sad, pored postoji taj deo, ali postoji deo apsolutno jedne akcije i avanture koja, zato i film nosi naziv Zabrzuvanje. Така, на македонски. Сега кажи ми, во моментов на почеток на интервјуто претпоставам, бидејќи голема експанзија се случува на филмот Тома, а токму тебе ќе те прашам за мислење, бидејќи имавме специјал минатата емисија токму посвета на овој филм, како во регионот, така и во Македонија се случува паралелно и премиерата на Јужни ветар, меѓутоа и Тома. Колкав успех очекувате, бидејќи само пред одреден период, веќе има колку 2 до 3 недели како започна премиерата на Јужни ветар. Верувам дека е тешко прашање со Тома да се спореди овој филм, меѓутоа кој е вашето очекување, бидејќи во моментов се случуваат паралелно 2 премиери на такви големи звезди филм? Dovoljno je 3-4 nedelje da neki film, kako da kažem, okupi publiku. Evo, mi smo imali tu situaciju da je Južni vetar za 2 nedelje, odnosno sutra će tek biti 2 nedelje, mi imamo preko 400.000 gledalaca, ne znam, 450.000 gledalaca, što jednostavno kad imaš, hvala Bogu da imamo sad što više bioskopa, postoji na čitavom prostoru, regionu čitavom, i to je samo prilika da publika dođe i da gleda film i bilo bi super kada bi postojali hitovi na svakih mesec dana. Да, па тоа се случува во моментов и особено што е време на пандемија, тоа е прекрасно за киносалите. Ти си во Македонија, како што кажа, по втор пат за овој филм. Кажи ми, дали сметаш дека можеби е тешко прашање овој филм и оваа улога во овој филм, бидејќи втор пат се случува, ти е твојата улога, односно животната улога воопшто која ти си има случај? Pa dobro, za sad je to najupečatljivija uloga koju sam napravio, sigurno, odnosno najzapaženija. Kako će se dalje razvijati moja karijera, to niko ne zna. Ja sigurno da priželjkujem i drugačije uloge koje će biti totalno drugom pravcu, drugog karaktera i to će se sigurno i desiti, ali to ne znači da i ovu ulogu neću nastaviti da gradim i da je, kako da kažem, zaokružim i zatvorim, pošto i to jeste ideja, mi sad tek treba snimamo drugu sezonu serije
tu postoji, jer ja znam već otprilike šta će biti priča i tu postoji ozbiljan jedan lom koji se dešava mom liku i to je jednostavno na neki način veoma potrebno za ovu našu priču, jer ti naši junaci moraju da, kako da kažem, imaju taj svoj uspon, zenit, pad и край, to je tako. Навистина забрзување е вториот дел на филмот. Тргнавте навистина одлично, еве тоа ми беше следното прашање за серијата која напомена втора сезона. Кога се очекува премиера во Србија? За другу сезону серије? Па тек треба да почне снимање на пролеće, tako da... Дали бидејќи помине првата сезона и на серијата во Србија, дали ќе се очекува забрзување и во самата серија, односно пресврт на она што се случуваше во првата сезона за серијата? Не, серија ќе се наставити priča на ово сад што будете гледати. Не, на овој сад филм, на ово забрзување. Тако да ќе priča, видjet ćete, крај филма е изузетно jednostavno napet i tera da te zanima šta će dalje da se desi. Јас би сакал да искористам можност, бидејќи со тебе го правиме интервјуто. Во првиот дел од филмот имавме и наши актери од Македонија, една поврзаност која беше навистина прифатена овде кај нас. Во втората за жал нема, меѓутоа што е она што еве ти ќе ги поттикнеш нашите гледачи да го гледаат, односно што е она да се издвои од филмот во вториот дел на Јужни ветар? Da, šta se izdvaja od... Pa svi oni koji su voleli prvi deo i seriju će sigurno voleti drugi deo. Film ima i puno drame, ali ima i puno zabave u sebi, ima puno akcije i ovo je, ajde da kažem, neki naš Hollywood, sigurno što se tiče produkcije. Колку време се работеше на филмот? Вториот нормално дел и слушнавме во едно твое интервју гостување на Нова С кај колегата Иван Ивановиќ најава за можеби и трет дел. Па имаше реакција на Милош во студиото, кажи ми какви се кај вас во актерската екипа, бидејќи тука во Скопје дојде и дел од и режисерот и останатата екипа, тие да кажам најави дека би можело да има и трет дел, а веќе вториот. Pa dobro, kažem sad, treba prvo da uradimo seriju, to je nekako, ja uvek idem korak po korak i to je nekako meni, da kažem, zdravo za mene, za moju glavu, a ako previše razmišljam u budućnost, onda mi je to malo stresno, a ovako i ta serija, to je ogroman posao, zaista, bit će užasno zahtevna i naporna i to tek treba obaviti, pa onda pričamo za dalje. Самиот крај, бидејќи, како што кажам, сме на премиерата, како помина во Белград за оние кои што не знаат премиерата во Комбанк двора? Kako je prošla premijera? Prošlo je fenomenalno, zaista. Mislim, karte su se rasprodale za sat vremena i onda smo i u svim bioskopima smo imali praktično premijernu noć i bilo je fenomenalno. Jako sam zadovoljan što svuda ljudi pokazuju veliko interesovanje za film. За разлика од Скопје, овдека таму доаѓавте и со возила, со нешто што беше дел... Pa dobro, jeste, tamo ima i kako kažem, prostora za to. Ovde ne možemo parkiramo meme. Ти благодарам многу и се надам дека ќе се видиме повторно во Скопје. Еве уште еднаш пред крај да те прашам, бидејќи доаѓаш втор пат е во Скопје за филмот или претходно имаш доаѓање на Прибор? Da li sam bio pre? Bio sam, da, nešto kad sam išao baš na more, pa sam malo tu stao da odmorim i tako da uvek vrlo rado dođem u Skopje. Се надевам дека ќе имаме уште еднаш повторно следна прилика. Ти благодарам уште еднаш за одвоеното време и ве поканувам нормално сите да го гледате филмот Јужни ветар забрзување, како што викаш, и морам да те пофалам дека одлично македонски си почнал да говориш. Hvala ti. Благодарим. Ja sam Miodrag Radonjić, a vi gledate Jingle TV. Evo kao polu Makedonac koji voli ovde da dođe i koji je meni majka Makedonka sa Ohrida, baba i deda su mi rođeni na Ohridu i cijela leta sam provodio na Ohridu i u Skoplju, ovde imam dosta rodbine. Mislim da i verovatno u sebi nosim nešto što neku emociju, neki temperament koji će ljudi ovde da prepoznaju i mislim da imamo dosta fanova ovde, ljudi nam pišu iz Makedonije svaki dan, baš mnogo i preko socijalnih mreža i to i komuniciramo sa njima, tako da mislim da
da ovde se osjećam onako, što se kaže, kao kod kuće i mislim da će da prođe sve super. Znači često ste u Makedoniji? Često, da, ranije, mislim dok nisam toliko sa tim obavezama i poslom postao preokupiran, dolazio sam, bukvalno sam bio na Ohridu po 2 meseca, 2,5 meseca, celo leto, po dede, sa rodbinom, familijom, znači, tako da i u Skoplju isto. Hvala, dobro ve najdovte. Moja uloga u filmu je, ja sam novi lik, iako sam bio sam veliki fan prvog dela i dobio sam poziv od reditelja da se priključim ekipi i moja uloga je takva da ne sam mnogo da otkrivam, ali zbog nekih mojih postupaka u filmu se radnja prepliče i kreće zaplet filma. Žanr sam nosi neke svoje konvencije, neke svoje postulate, ima određena pravila u ritmu, tempu, gde sam ja neki svoj stil i neko svoje viđenje nekako mislim uspešno iskombinovao sa tim da to ne bude ni kopija američkog filma, a da ne bude ni neka naša papazjanija, nego da se neki temperament i neki duh Balkana nekako ukalupi, kako kažemo, u taj jedan žanrovskog američkog filma, čiji sam ja fan i na kojem sam odrastao kalup. Radio sam sa nekim našim najvećim rediteljima, radio sam kao izvršni producent, radio sam kao reditelj na raznim projektima, od serija Folk, Senke nad Balkanom, sa Bijelom sam radio dosta, sa dosta naših Srđanom Dragojevićem i to kolega. I eto, sad smo krenuli da radimo nešto naše, nešto ozbiljno, razne projekte, neke Uzjužni vetar, tako da... Imam producentsku kuću koja se zove Režim, ali sarađujem zajedno sa Arhangel Studios firmama, Arhangel Digital, čiji su vlasnici Miloš Biković, Miodrag Radonjić, tako da smo, mislim, kako kažem, to je neka, da kažemo, porodična atmosfera, tim, zajednički biznisi, posao radimo zajedno, stvarno se trudimo da napravimo neke dobre projekte, kvalitetne projekte, koji će ljudi voleti, koji će uživati, i svi koji nas znaju u ovom poslu znaju da dajemo uvek 110% od sebe za svaki projekat, tako da, pored Južnog vetra spremamo još nekoliko zanimljivih stvari, ali o tome više, o tom potom sledeće godine. Pripreme su bile, kako da kažem, ozbiljne i cela ekipa se, više od mene, jer moja uloga je manja, ali pripremao sam se onako u skladu sa dogovorom sa rediteljem, tako da bilo je naporno, snimali smo stvarno na lokacijama koje su onako bile i vlažno i hladno i nepristupačno, ali u odnosu na to ekipa je odradila posao zaista onako profesionalno. Mislim da je u stvari već sa serijom film postao neka vrsta regionalnog projekta i da se gleda, da kažem, u svim bivšim državama Jugoslavije, na celom Meksiju prostoru, a i šire, tako da je krenuo, film je startao jako dobro, gleda se svuda, reakcije su super i evo sad smo tu došli da krenemo i u Makedoniju. Prvi deo je, kako da kažem, najzaslužniji zbog toga što sada publika dolazi u bioskope, ali ja ih pozivam da dođu da pogledaju drugi deo, neće se razočarati, tako da verovatno zbog toga je euforija po meni opravdana i iščekivanja za drugi deo. Ovaj film sada koji ćemo gledamo večeras je, da kažem, prvi pravi srpski akcioni krimić. Mislim da to nikada nije urađeno kod nas do sada. Ovo je jedan pravi bioskopski film, onako napravljen je da jeste on deo jedne sage koja je u kontinuitetu, gde smo imali film i seriju pre toga, pa ćemo imati film i seriju posle toga, ali onako napravljen zaista da publika uživa tih nešto preko 2 sata u bioskopu i da se opusti, onako da zaboravi neku svakodnevnicu. Mislim, čak i ako neki misli da ima neke veze sa tom, mislim da je prvenstveno jedan žanrovski dobar film, avanturistički i akcioni. Da kažem da je ovo jedna od zahtevnijih bila i glumački i ovako što se tiče odgovornosti, a ja sam dolazio u Skoplje sa Montevideom pre već 10 godina, tako da eto izdvojio bih možda taj film i evo sad Južni vetar u Brzanu. Tema filma je porodica. Porodica je sve, šta je čovjek sve spreman da uradi za porodicu i kako neke odluke njegove u životu mogu da utiču na porodicu. Kako može da je spasi i kako može da je uništi u isto vreme.
Imam u planu nastavak neke serije koju sam već radio, možda će se kod vas emitovati, to su Aviondžije, po posada u avionu i dešavanja sa putnicima. Eto, to će biti, to znam što je sad sigurno, to će biti od januara. Film je premijerno prikazan u Puli na festivalu, posle toga je bio prikazan na Vrnjačkoj banji na festivalu u Srbiji, imali smo još nekoliko humanitarnih projekcija u Knjaževcu gde smo i snimali i Nišu za našeg kolegu koji je oboleo od raka, koji je bio deo našeg Južnog vetra porodice, kako se zovemo, i deo naše ekipe koja je radio sa nama na svim filmovima. Tako da, posle toga je od 4. novembra ušao u distribuciju širom regiona. Токму од тука, од местото во Скопје Сити Мол, каде што и ги снимевме, имавте можност да ги погледнете ексклузивните интервјуа со Миодрак и останатата екипа на филмот Јужни ветар. Ве поздравувам и во продолжение ве оставам на кадрите кои ќе ги видите во продолжение од Cineplex, киното каде што се случува и официјалната премиера на филмот Забрзување.